Добро вечер. Петок, 22 часот. Четврта политичка анализа во Центар. Уште 3 или 4 политички анализи и официјално почнува новата сезона на емисиите во Центар. Јас сум Васко Евтов, почитувани гледачи, вие сте на вистинското место. Останете со настанените 25 до 30 минути, следува една одлична политичка анализа. Добро вечер за вас, македонци и граѓани на Република Македонија. Вие кои си ја сакате државата, вие кои сте лојални на државата, ги почитувате законите на оваа држава, не правите криминал во оваа држава, а сте најголеми жртви на оваа држава. Вечерова вас ви собраќам, оваа анализа ви е вас посветена. И верувавте на државата која беше транзицијата. Бевте работници или бевте службеници. Не крадевте, не лажевте, не правевте криминал, не шверцувавте нафта за Србија, не правевте црни пари. Бевте работници, бевте службеници и останавте без работа. Останавте без работа и останавте без здравје. Подосна станате втора на државата. Државата не знаеше што да прави со вас. Како црн петко ве праќаше од едно во друго министерство. Изгубивте здравје, ги изгубивте вашите животи, ги изгубивте вашите најблиски. За разлика од вас, тие кои беа криминалци, кои шверцуваа нафта, сега се угледни бизнисмени, тие одлучуваат кој ќе биде власт, кој ќе биде опозиција во Република Македонија. Нив им се клањат, им се поклонуваат министрите. Тие делат тендери, тие земаат пари. За разлика од вашите деца, кои мора со бугарски пасоши да работат на разни крузири, нивните деца се сега министри или градоначалници. Гледате како државата ја награди вашата лојалност. Вие бевте лојални на државата и верувавте на државата. Не ја крадевте државата и станавте товар за државата. Тие што ја крадеа државата сега се угледни граѓани и владеат со државата. Вас ви останува само да викате нема правда како Калимеро. И во 2001 година бевте лојални на државата. Не бевте на Халкидики, туку бевте во резервниот состав или во првите борбени редови. И како ви содолжи државата? Заборави на вас. За разлика од вас, тие што пукаа во државата, сега се министри, председатели на собранието, живеат во луксус, живеат во раскош. Не може 20 години човек да ги смени или да ги трне од власта. Значи, вас ве заборавија. Вие ја браневте државата. По вас пука и тие што пукаа по вас сега се власт во државата. Гледате како државата ја награди вашата лојалност. Заборави на вас како на ланскиот снег. И потоа ќе дојде оној политички рофтак. Немам поинаков израз, почитувани гледачи. Или што би рекле србите, што вечи селјак, то вечи кромпир. Артан Груби. И ќе почне да кажува дека со државни пари и со државни субвенции треба да се стимулират или да се субвенционират вработување на албанци и на други помалетнички заедници во приватни компании. Ке ги вработуват нивните партиски војници со ваши пари, со вашите тешко заштедени пари, кои ги плаќате секој месец во форма на даноци, тие ќе ги вработат своите партиски војници. Вашите деца по 5, по 10, по 15 години ќе седат невработени, ќе мора да станат членови или на СДСМ или на ВМРО ДПМН, па така да бидат вработени, а тој ќе се прави джек со туги пари. Ќе части во кафана со туги пари. Па ако си веќе толкав джек, тогаш фати се за новчаникот и сам плати. Сам стимулира ги тие вработување во приватни компании. Немој да ја претвораш Македонија во свое трло, во свое гумно, во свое село. Да ја претвораш Македонија во земја на апартеид, кај што малцинството ќе ја ужива сите права, па дури и мнозинството ќе плаќа даноци за во приватни компании од типот на Джонсон Контрол или на Джонсон Мети да бидат вработувани етнички заедници и малцинства, бидејќи така кажал Артан Груби. Нема држава во светот кој што му овозможува новој Кабадахија така да се однесува. Што треба повеќе да направи? Тепаше на калето, е награден. Го рушеше споменикот на цар Душан, е повторно награден. Сега треба уште да земи Золја или базука да ја гранатира владата и да стане премиер на македонската влада. Гледате како нелојалноста, како тоа кабадахиско однесување се наградува во Република Македонија. Знаете ли каде заврши тие што го бранеа калето? Страшно Ангеловски не стана ни пратеник. Овој што го напаѓаше, што го рушеше калето е вице-премиер. Втор вице-премиер, односно втор човек во македонската влада. Каде е Тодор Петров? Е советник во општина Газибова, беше претепан, никој не лежи затвор за тоа што е претепан. Претепан е човекот кој е на функција председател на светскиот
првиот македонски конгрес, на конгресот кој ги обединува сите македонци во светот. И то не е санкционирано. И подоцна ќе речете дека некој друг не е виновен. Не, апсолутно не, почитувани гледачи. Ние сами сме виновни. Ние сами не заслужуваме држава. Или ако веќе заслужиме држава, не знаеме да се сочуваме државата. Никој нас не ни е виновен во Република Македонија што не газат како жито, каде ќе стигнат и кога ќе стигнат. И на 30 септември 2018 година бевте лојални на државата. Го почитувавте уставот на државата, ги почитувавте законите на државата. Не излеговте на референдум. Не дозволивте да бидете скршени и тоа беше неуспешен референдум. Тие што положија заклетва на уставот на Република Македонија, тие што положија заклетва дека ќе ги почитуваат законите на Република Македонија, испадна и беа нелојални на Република Македонија. Не го почитува ни уставот ни законите. Има неуспешен референдум и врз база на неуспешен референдум го сменја неуставно името на Република Македонија. Сега сме Република Северна Македонија. Вие бевте лојални, немате од што да се срамите. И сега ве навредуваат дека сте ретроградни, дека сте заостанати. Само патриотизмот во Република Македонија се изјугосува како срам. Само на македонецот нема дозволено да биде патриот во својата држава. Секој може да биде патриот, и албанецот, и србинот, секој на Балканскиот полуостров, вклучително и бугарите. Само на македонецот му е забрането да биде патриот. Зошто? Бидејќи тоа е жигосано, тоа е срамотно. Вие бевте лојални, тие бе нелојални, зимаат пари од државата, избрани се да ја водат државата, избрани се да го почитуваат уставот, избрани се да ги почитуваат законите и тоа не го прават. И вас ве пушта државата низ вода, а не ви ги наградува. И нели си го поставувате прашањето, зошто во континуитет 30 години оваа држава ги казнува лојалните и луѓето кои ги почитуваат законите, а ги наградува нелојалните и криминалците и луѓето кои не ги почитуваат законите. Не ли е дојдено време да се постави прашањето во каква држава сакаме да живееме? Држава која ќе знае да ги почитува тие што се лојални, држава која ќе знае да ги наградува тие што се лојални, или држава која ќе прави негативна селекција и во рамки на таа негативна селекција на врвот, во власта, во капиталот или на клучни други позиции ќе бидат луѓе кои го направиле тоа богатство на шверц, на криминал и на нелојалност кон државата. Изминатите 6 месеци мнозинството од вас носевте маски, државте социјална дистанца, дремевте во карантин, правевте све што ќе ви каже државата. Значи ги почитувавте сите мерки кои од вас ги бараше државата. И пак истата таа држава сега ве пушта низ вода. Вие не одевте да тропате дека короната е настаната од 5G мрежа. Вие не одевте да тропате дека нема вирус. Вие не одевте да тропате дека не постои корона, дека се е тоа лага, дека тоа е само еден обичен грип, дека од тоа не се умира. Вие не споделувавте вида на некој перо од Јамајка кој делеше рецепти дека треба 3 лажички мед да се зимат или да се конзумират на ладно или на гладно срце и дека треба 1 лажичка лимон и дека тоа лечи од корона. Вие тоа не го правевте и вие сте пуштени сега низ вода, а со одлуките и со делувањето на владата сите такви ајдамаци кој дојде и не труја на социјалните мрежи дека ништо не постои, дека тоа све лага, дека ќе бидат чипирани, тие ќе бидат сега наградени. Вие ништо од тоа не правевте. Молчевте за Великден, молчевте за задушница, правевте све што ќе ви каже државата, бидејќи верувавте во државата, бидејќи верувавте кога државата ви кажуваше дека е светска пандемија и дека мораме да работиме согласно таа светска пандемија. И повторно државата на вас кои бевте лојални, ве пушти низ вода. 3 месеци преку телевизиите, експертите и министрите од владата, вклучително и целата влада, ве убедува дека во ноември ќе почне вториот бран. Дека тој втор бран ќе биде многу посилен од првиот бран, дека ќе направи растур систем. И вие требаше како реакција на тие нивни убедувања дека вториот бран ќе биде катастрофален и ќе направи растур систем, на вашите балкони да направите одредени бункери како времето не верходжа и така спремни со бункери да го дочекате тој втор бран на пандемијата. Психолошки ве уништија во овие 6 месеци. Гледам пред 2 или пред 3 недели на Твитер, една млада убава девојка се дотерала и има објава дека тоа е прв пат да се дотерува последните 6 месеци. Страшно е тоа да се чита, почитувани гледачи. Млада девојка на 20 години, кој верува на државата, кој смета дека навистина постои пандемија, кој ги почитува правилата на државата, носи маска, држи социјална дистанца, пишува дека после 6 месеци прв пат се дотерала да излезе во град. Тоа е страшно што се случува. Страшно е како психолошки ве уништија и сега повторно ве пуштаат низ вода. И сега што ви викаат? Не, тоа не важи. Животот мора да продолжи понатаму. Сега ќе правиме шведски модел. Знаете што значи да се прави шведски модел? Тоа значи државата да верува во граѓаните,
а граѓаните да веруваат во државата. Овде, почитувани гледачи, ниту државата верува во вас, ниту пак вие верувате во државата. Дали може да постои еден брак кај што мажот и жената не се веруваат еден на друг? Може, ако е бракот договорен на сила, ако едниот или другиот нема каде да одат. Вие верувате во државата бидејќи немате каде да одите, а државата и верува вас бидејќи нема кој друг да го најди да може да ја плаќа даноци. И тие ќе градат шведски модел. Шведскиот модел почитува или се потпира на една драматична доверба на државата во граѓаните и на граѓаните во државата. Не тука имаме проблем. Ниту државата вас ви верува, а уште помалку вие верувате на државата. Читам пред некој ден во Хрватска, хрватските медиуми јавуваат или водат една драматична дебата како можело да се случи млад човек на 42 години да почини од последиците на коронавирусот. Значи човекот е млад, има 42 години, почина во Хрватска, се отвара дебати на сите телевизии, во сите пишани медиуми, на социјалните мрежи, се вклучуваат лекари, политичари, експерти. Сите се вклучуваат. Како е возможно, нели, хрватите се во чудо, како е возможно толку млад човек да почине од корона, бидејќи од короната умираат само луѓе над 17 или 80 годишна возраст. А ги гледате ли листите на умрените во Република Македонија? Тамо се редовни луѓето кои умират, а кои се на 30, 40 или 50 годишна возраст. Како е возможно, министре, да умират во Македонија млади луѓе, а да не умират во Хрватска или на други делови во светот? Министрот ќе ви рече дека тие млади луѓе имаат коморбидитети, односно склоности да бидат умрени или починати и дека короната само ги засилува тие коморбидитети. Јас го поставам прашањето, тие коморбидитети кои се причини за таа зголемена смртност на млади луѓе во Република Македонија, се причините или се последица на добар или на лош живот? Ако се последица на добар живот, тогаш е све во ред. Ако се последица на лош живот, тогаш, министр, јас би го поставам прашањето, вие сте скоро 3 години министер за здравство, ваше татко е повеќе од 2,5 години беше министер за здравство. Значи од 30 години македонска независност, фамилијата Филипче беше повеќе од 5,5 години на челното место или на челната функција во Министерството за здравство. Што направивте вие да ги намалите тие коморбидитети, да не умират во Република Македонија така млади луѓе? Нема дебата во Република Македонија ако почини човек на 42 години од коронавирус. Знаете зашто нема дебата? Бидејќи тоа е редовна појава. Бидејќи навикнавме да не умираат млади луѓе. Зашто навикнавме да не умираат млади луѓе? Бидејќи ова здравство и овој систем и ова држава ги пушта низ вода тие луѓе. Прави све тие луѓе да живеат во мизерни услови. И потоа ќе има коморбидитети. Не, нема коморбидитети. Има само лош живот во Република Македонија. Живот кој ги прави македонските граѓани да се збрчкани на 50 години. На 50 години да личат како старци од 70 години и да умират пред време. И има и други анализи. Анализи од Велика Британија, анализи од Германија, анализи од други западни држави, кај што велат дека во текот на летото се зголемило од бројот на заразени или се зголемиле бројките на заразени од коронавирус, но драматично се намалени бројките на смртност од коронавирус. Кај нас не е така. Кај нас имаме изголемување на бројот на заразени, но изголемување, драматично зголемување на бројот на умрени од коронавирусот. И тука се поставуваат 3 прашања. Зошто не умираат луѓето? Не знаат да ги лекуваат докторите? Ги лажираме бројките, или луѓето не веруваат на македонската држава, не веруваат на македонското здравство и остануваат дома самите да се лечат. Ако е така, ако луѓето не веруваат на македонска држава и на македонското здравство, како ќе градите шведски модел со луѓе кои не ви веруваат? Нема шанса да изградите шведски модел со луѓе кои не веруваат. Гледате, или докторите врска немат, не знаат да ги лечат, или ги лажирате бројките на зголемен број на умрени поради одредени XY причини, или луѓето не ви веруваат. Ако луѓето не ви веруваат, вие не можете да правите шведски модел со нив. Точка, да не ги лажите повеќе. И како ќе градите шведски модел со доктор Цаца филозофија? Како ќе градите шведски модел со граѓани кои не веруваат во државата и државата кој не може да ги убеди граѓаните да веруваат во неа? На 6 јуни беше опасно да се шета бидејќи беше жадушница. Меѓутоа во јули месец не беше опасно да се оди во Охрид. Кога ги делевте ваучерите за изборите, што очекувавте? Дека нема луѓето доаат во Охрид и дека нема да се заразуваат? Или беа паднати бројките од пандемијата, па требаше на некој начин да се зголемат? Кога делевте ваучери и нели очекувавте дека тие луѓе ќе одат во Охрид, ќе се журкаат, ќе се дружат помеѓу себе, ќе се заразуваат и ќе се вратат заразени во градовите од каде што дојдоа. И гледате како одеднаш во градови кај што немаше ниту еден или имаше едва еден или двајца заразени, одеднаш како со авион да се истурени, се заразија мноштво на луѓе. Со ваучерите
направивте, нели, да се развие туризмот. На 6. јуни, кога беше задушница, беше опасно да се движи, беше опасно да се шета, бидејќи многу луѓе ќе се заразат и ќе умрат, меѓутоа во јули со ваучерите кои ги делевте, не беше опасно да се оди во Охрид и во другите туристички центри, и тогаш луѓето не се заразува и луѓето не умира. Добро, кого лажите? Ајде да се лажите самите себе. Ајде да живеете во некој филмче, некој самите себе си ги правите. Но да очекувате дека 2 милиони македонци ќе ви веруваат на тие лаги, тогаш имате многу опасно излажано. Никој не е глуп веќе во оваа држава. Сите ние гледаме што се случува. Знаете, не можат да владеат едни правила, еден месец претходно, едни правила еден месец подоцна. Знаете што правите сега? Сега всушност ги стимулирате тие кои се против вакцините. Ги стимулирате тие кои велат дека 5G мрежата ја развива коронавирусот. Нив ги стимулирате. Тие сега ќе бидат победници на се ова што се случува. Тие не почитува мерки, не носеа маски, тие правеа се и се што да не бидат спроведени мерките. Тие што ги спроведува мерките сега ќе бидат казнити од вас, ќе бидат пуштени низ вода. Тоа им го правите на луѓето кои се оловни. Кога следниот пат ќе ги повикате да носат маски, да сеат во карантин, да почитаат мерки, ни тие нема да ве слушаат. Зошто? Бидејќи ја изгубија довербата, бидејќи по 5, 6 или 100 пат ги имате излажено истите луѓе кои во континуитет 30 години ви се олојни вас и се олојни на државата. Ние имаме сериозен проблем, почитувани гледачи, почитувани министри, почитувана влада на Република Македонија. Ние имаме луѓе кои не веруваат во коронавирусот. Ние имаме луѓе кои веруваат дека ќе бидат чипирани. Имаме луѓе кои веруваат дека светот треба од 8 милиарди луѓе да се намали на милиарда. Имаме луѓе кои веруваат многу во фейк ньюс или во лажни вести. И вие со тие луѓе треба да градите партнерство. Тие луѓе вреска дека нема коронавирус, дека нема карантини, се до оној момент кога треба да одат на избори. Тогаш има коронавирус и не треба да се оди на избори. Како со тие луѓе вие ќе градите партнерски односи? Како тие луѓе ќе ги натерате да ви веруваат? Тие луѓе да им давате по 1000 евра нема да ви веруваат, бидејќи тие луѓе живеат во некој лажен свет на тие фейк ньюс или лажни вести. Се задојуваат со тие лажни вести. Не примаат информации кои не им одговарат. Вие сте продадени, купени. Вие немате врска со реалниот живот, само тие имат врска со тој реален живот. Тие не ги контаминираат социјалните мрежи. Тие не го труат просторот каде што живееме. Тие не веруваат во ништо. Тие се против се и се што. И со тие луѓе вие сега ќе градите партнерски однос, а овие што ви се лојални, што почитуваат мерки, што ве слушале и што ви верувале ги пуштате низ вода. Каде ви е паметот? Со кој памет правите таква стратегија? Ги губите лојалните и ќе градите партнерство со овие што не веруваат во ништо. Тоа е како да градите куќа на темели од кремвишли. Нема шанса таа куќа или таа конструкција да го издржи тестот на времето. Начукавте во администрацијата партиски војници и тие исти партиски војници преку партиски лекари се извадија уверување дека се хронично болни и не доаѓаат на работа. Вие ги знаете кои се тие. Зашто вие ги вработувавте, вие од СДСМ и вие од ВМРО ДПМН. Ги вработувавте тие луѓе се извадија одредени документи и одредени потврди дека се хронично болни и си тера кампања изминатите 3 или 4 или 6 месеци. И сега, наместо да ги санкционирате тие луѓе, да го санкционирате криминалот, бидејќи де факто лажни потврди, лажни уверења се криминал во Република Македонија, вие ги санкционирате тие кои се лојални, кои се навистина болни. Навистина тие што се хронично болни, сега треба да даваат дополнителни документи и да докажат дека се хронично болни, дека имат малигни заболувања. Зошто? Бидејќи вие не сте во состојба да го санкционирате криминалот на вашите партиски војници, од СДСМ или од ВМРО ДПМН. Лажно се представува дека се болни, партиски се вработени, вадат партиски потврди од партиски лекари и терат политички кампањи. И наместо да ги санкционирате нив, вие ќе казнувате тие кои се лојални. Каде е тука логиката? Добро, зошто ги казнувате тие луѓе? Зошто ги казнувате тие хронични болни луѓе? Тие се лојални луѓе на државата. Тие почитуваа мерки, носеа маски. Зошто нив ги казнувате? Ако сте неспособни да ги казните тие што го кршеа законот, тогаш треба да се одите дома. Или овие што се хронично болни, кои се навистина хронично болни, треба да одат на работа. Зошто? Не се бројките толку големи на умрени луѓе, не се толку големи бројки на заразени луѓе. Не успеа пандемијата да испорача такви резултати какви што очекувате и сега треба на вако вештачки начин да се засилува пандемијата. Тоа ли е суштината на се ова што го правите? Тоа ли е суштината на ова салто мортале кој ви се случува после изборот на новата влада? Да речите, пупу не важи се ова што правевме, сега ќе правиме шведски модел.
ќе делиме ваучери, ќе отвараме градинки, ќе отвараме школи, сите ќе одат на работа, животот мора да продолжи понатаму. Па добро, ги слушате ли изјавите кои ги давте пред 1, 2, 3 или 4 месеци? Нели се срамите од неконзистентноста на изјавите кои ги давате сега и изјавите кои ги давате не пред 2 месеци, пред 7 дена дававте една изјава, сега давате друга изјава. Срам е човек да ве слуша. Значи, срамота да ве слуша. Такво ниво, такво количество на неконзистентност не може да се најди не во светот, туку во овие банана држави во Африка и на Балканскиот полуостров. Ја гледам Јагода Шахпаска, новата министерка за труд и социјална политика, и не треба човек долго да ја гледа, доволно да ја гледа 2 или 3 минути, за да може да свати, за да може да разбере дека таа жена ќе направи таков хаос во министерството и во ресорот, што нема да можат наредни 5 влади да го оправат. Тоа исто, почитувани гледачи, како да ја ставите Рашела Мизрахи да биде министер за одбрана, зошто бидејќи успеала на конј да отиде од село Лисиче до Крушево за Илинден оваа година. На истиот тој начин и Јагода Шахпаска стана министер за труд и социјална политика. Кога ќе погледнете биографијата на Јагода Шахпаска, гледате дека жената има 56 години и дека на 56 години ќе треба за прв пат да научи како да се менаџира еден систем. Во своите 56 години никогаш не била на раководна позиција и сега ја носите да биде прв човек на едно клучно министерство во еден клучен период за Република Македонија. Зошто ја носите? Бидејќи била добар пратеник. Па и Туше Гошев пред 25 години беше добар пратеник, меѓутоа беше тапа од министер за правда. Направи толку големи несмасности што Бранко Цренковски не знаеше како да го смени. Не може да значи дека ако некој добар пратеник може да биде добар министер. Повторам, ова жена ќе направи таков хаос што нема да можат 5 наредни влади да го оправат. И сега неа, нова Шахпаска, и смета што мајките на породилно, наместо на 31 декември треба да одат на работа на 23 септември. Многу пари ке заштити државата, господја Шахпаска. Не ви сметат овие парамковен договор, кои се сега 2000, кои дрема дома, клатат врата и земат плата, претходно беа 10.000, но ови сметат мајките кои се на породилно отсуство. Веќе не постои бела чума, веќе не постои потреба во Република Македонија со зголемо наталитетот. Или ќе излезе некој нов министер, како претходната министерка за финансии, ќе рече дека имаме недостиг на работна сила и тој недостиг наместо од македонци ќе компензирате со увоз на мигранти. Тоа ли е суштината на ова што го правите сега? Луѓето да се иселуваат од Македонија, луѓето да не пуштат Македонија, се помалку македонци да се раѓаат во Република Македонија, на нивно место да увезувате мигранти. Ако е тоа стратегијата, а мири се дека е тоа стратегијата, тогаш можам само да кажам, срам ве било. Вие на вистина работите на штета и работите против интересот на Република Македонија. 3, 4 или 5 илјади мајки кои се на породилно отсуство, кои 7 дена им дадовте рок да се снајдат како нивните 9 или 10 месечни бебиња, да ги однесат во градинки, се проблем за државата, но не се проблем овие кои се вработат по рамковен договор. Тие можат 10 години да дрема дома, да зимаат плата, да шверцаат дрога во тој меѓупростор, а да се државни службеници, ама мајките се сериозна закана за Република Македонија. Се сериозна опасност и терет за буџетот на Република Македонија. Велите има места во градинките, сигурни сте? Што треба да прави некоја мајка со дете кој не е запишено во градинка, а има слободно место во Дебар, а таа е во Скопје, да го носи детето во Дебар? Како ги имате направено тие математики? Врз база на што ги имате правено тие математики? Ве прашувам вас, господје Шахпаска, и го прашувам министерот за здравство, господин Филипче, бидејќи треба децата од прво до трето одделение да посветат физичка настава. А треба мајките да одат на работа, бидејќи не може да ги чуваат своите деца. Децата ќе бидат во школа од 3 сати. Дали е возможно дете на 6,5 годишна возраст, по завршување на 3 часа или на 3 сати во школа, а нема ниту баба, нема ниту дедо, умрени се или не живеат во градот кај што живеат мајките и татковците. Дали може дете на 6,5 години само да се врати дома, само да седи дома и да ги чека мајката и таткото да се вратат од работа? Дали може воопшто да функционира таков модел? Се укуцавте така во зид, имате влезено во таков офсайд со такви глупи предлози и такви мерки, глумејќи Маргарет Тачер, што нема шанси да излезете од целиот тој галематијас кој самите го имате направено. И гледате што правите. Ги терате родителите да подпише документи дека се согласот со протоколите на Министерството за образование и Министерството за здравство. Ја делите одговорноста со родителите. Па што не земете одговорноста само вие? Ја делите ли со родителите
тендерите, ги делите ли со родителите колите, мерцедесите, секретарките, парите, привилегиите, кредитните картички, патувањата во странство, дали тоа го делите со родителите? Не, тоа не го делите, тоа е вашо. Со родителите ја делите само вашата одговорност. Тие треба да ви потпишат за вие да бидете амнестирани ако нешто се случи. Одговорноста можете да ја делите, но привилегиите ги чувате само за вас. Не ги давате на никој. Ги чувате како треска во август. И те, то нема никаде. Ако ги делите одговорностите, тогаш ајде ние да бидеме министри. Ајде граѓаните на Република Македонија вас да ве заменат. Па вие да бидете граѓани, ние да бидеме министри. Ние нема да ја делиме одговорноста со вас. Сами ќе ја носиме одговорноста, но ги имаме и привилегиите. А вие сакате одговорноста да ја делите со нас, но привилегиите да само ваши. Но тоа нема ни у Београду, што викат србите. На 7 септември Комисијата за заразни болести носи одлука дека породилното отсуство треба да трае до 31 декември и предлага на владата да го прифати тој предлог на Комисијата за заразни болести. На 14 септември, значи 7 дена подоцна, владата носи одлука дека породилното отсуство нема да трае до 31 декември, туку ќе трае до 23 септември. Значи има 9 дена мајките да се снајдат каде да ги запишат своите 9 или 10 месечни бебиња во градинки во Скопје или во Република Македонија. Министре, по кој пат ги пуштате низ вода своите колеги од Комисијата за заразни болести? Зошто по трети или по четврт пат за вашата фотелја, за вашето столче, климате на влада или на седница на влада, а ги пуштате низ вода своите пријатели, своите колеги од Комисијата за заразни болести? На кого верувате? На Зоран Заев, на Шех Паски или на Оливер Спасовски, дека се експерти за заразни болести, или на овие од Комисијата за заразни болести? Почитувате струка или не почитувате струка? Ги пуштате тие луѓе по трети или по четврт пат низ вода. 3 или 4 пати едва и се спасувате, бидејќи носите политички одлуки, за да не се случи голем карамбол во Република Македонија. Еден ден ќе ви се случи огромен карамбол и тогаш ќе се чукнете главата и ќе си го поставите прашањето: зошто повеќе не им верував на колегите од Комисијата за заразни болести? Не ми се допаѓа ова што го прават почитувани гледачи. Ова е вовед во хаос кој ќе не чека во есенските месеци. Ние сме држава која многу тешко функционира, која има поминато низ многу кризи и се оно што беше здраво јадро, здраво ткиво во државата во изминатите 30 години е разградено. Тешко може државата да воспостави контрола и ред на својата територија и тешко може да ги убеди граѓаните да веруваат во неа. Се поголем број на граѓани се селот од државата, се води една негативна селекција и таа негативна селекција гледаме изминатите 30 години. Секоја нова политичка гарнитура е полоша од претходната. И ако ние сметаме дека претходната политичка гарнитура е најлоша, секоја наредна ни убедува во спротивното. И ние сега ќе се соочиме со еден голем и сериозен проблем. Имаме луѓе кои не веруваат во ништо, не веруваат во вакцини, не веруваат во корона, не веруваат во држава, не веруваат во влада. Имаме влада која ќе ги стимулира тие луѓе. Имаме одредена група на луѓе кои веруваат во државата, правеа све што ќе им каже државата, почитува све што ќе им каже државата и тие луѓе по 50 или по 100 пат ќе бидат казнити од државата. И во една таква ситуација ќе дојдеме во одредена распоред или конфигурација на силите, кај што луѓето што верувале во државата ќе станат малцинство, а ќе бидат охрабрени овие кои не веруваат во ништо. Кои веруваат дека постои 5G мрежа, кои веруваат дека ќе не чипираат, кои веруваат во некои миле од Јамајка кои делат рецепти како да се совлада короната, и тие луѓе ќе станат мнозинство во Република Македонија. Во една држава е добро да постојат такви ситни целни групи, тие да се 1, 2, 3% од јавното мислење во Република Македонија или во било која држава. Но ако тие станат мнозинство во една држава, тоа што држава има многу голем проблем како понатаму да функционира, бидејќи тие луѓе кои ќе станат мејнстрим во одредена држава, тогаш тие вода државата на дното, ја разорува државата, ги растуруваат незините институции, го контаминираат просторот во кој живеат, наметуваат одредени стандарди кои не може да ги почитува било која нормална држава. Тие луѓе сега се стимулирани. Со тие луѓе не може да расчисти државата, а со овие кои се лојални ги пушта низ вода. И знаете, тоа ќе биде како во оној вицот или во она приказната: иде волкот, иде волкот, иде волкот, и кога на вистина ќе дојде волкот, тогаш никој нема да верува дека волкот е дојден. Господине министре, влада на Република Македонија, ако вие продолжите со оваа политика, нема добро да завршите. Имате на вистина на неспособна опозиција.
И тоа е ваша најголема стратешка предност, бидејќи имате една драматична, неспособна опозиција. Било која друга опозиција да беше сега во Република Македонија имаше да ве сомели и не изборите, и сега со овие избори или со овие глупости што ги правите после изборите, да се крстите во Кристијан Мицкоски во оваа неспособна опозиција. Инаку досега кај бевте дебела опозиција во Република Македонија. Зошто? Бидејќи се неконзистентни во политиката во која ја водите. Ако има пандемија, ако има опасност, ако има втор бран, да навистина треба да продолжи животот во Република Македонија, но не треба животот да продолжи со две скршени раце и со две скршени нозе, да се правите Маргарет Тачер тамо кај што нема место да се правите. Се пјава еден директор на телевизија и да вели дека жените што седеле дома на породилно отсуство било тоа ленчарење. Но не кажува дека беше прв кој да бара пари од владата да исплати плати во неговата телевизија. Тоа е пазарна економија, а ако жените треба да останат 2 или 3 месеци подолго на породилно отсуство, тоа е ленчарење во Република Македонија. Или кои двојни стандарди се прават во Република Македонија. Еден денар кој треба да оди во џебот на другиот вреди многу повеќе од 1 милион евра кој треба да влезат во вашиот џеб. Со такви двојни стандарди не се гради држава. Со такви двојни стандарди само се растури, се разорува одредена држава. Ние сме на многу мал чекор самите да се разориме државата. Толку јам да ви кажам. 6 месеци го почитував и го поддржав министерот за здравство Венко Филипче. И денес го почитувам. Тој е врвен неврохирург. Има врвна кариера за себе. И не можам да сватам зашто дозволува да биде надгласан на владата. Знаете, го почитував бидејќи сметав дека треба да се постигнат неколку цели. Имаше пандемија, дајме многу малку за таа пандемија и требаше да купиме време да видиме како да се справиме со таа пандемија, да го прилагодиме системот на таа пандемија и да можеме да функционираме. Во тој временски период, кога луѓето беа исплашени од тоа италијанско или бергамо сценарио, требаше да има некој кој треба да им влее доверба и сигурност на македонските граѓани. Тоа беше Венко Филипче, имаше целата моја поддршка, целосна поддршка имаше министерот Филипче од мене, без разлика на критиките кои ги имав на социјалните мрежи поради таа поддршка на господинот Филипче. И сега му верувам. И сега сметам дека тој мисли различно од одлуките кои ги носи македонската влада. И оваа емисија или оваа анализа треба да биде сватена како охрабрување за Венко Филипче, конечно да тропни на маса и да рече вака веќе не може да оди. Да почни повеќе да ги брани своите колеги, а не да клима со пред владата, пред Зоран Заев, пред Шехпаска или останатите министри кои врска немаат како треба да се справи државата во услови на одредена пандемија. Господине Филипче, имате отворена врата. Можете да дојдете на интервју, мислите во центар кога сакате да дебатираме за сите овие теми. Се надевам дека јас не сум во право, но мислам дека сум во право и мислам дека конечно дојдено време да тропнете на маса и да побарате од владата повеќе да ве слуша. Ова беше нашата анализа. Мислам дека ќе се видиме или ќе се гледаме во недела во 22 часот. Се надевам дека ќе можам да спремам уште една емисија. Дали ќе биде недела во 22 часот, дали ќе биде понеделник во 22 часот. Накнадно ќе ве информирам преку Facebook и социјалните мрежи. До недела во 22 часот. Пријатно вечер Македонија, каде и да си.